Го гледате најновото издание на регионалните вести. И во Тетово вчера на градскиот плоштад се палеа свечи за загинатите припадници на безбедносните сили на Македонија во неодамнишната акција во Куманово. Голем беше бројот на граѓани кои дојдоа да оддадат почит. Од млади до возрастни, без разлика на полот и професијата, вработени или невработени, вчера се собраа на градскиот плоштад во Тетово со една иста цел – да им одадат почит на осумината припадници на безбедносните сили на Македонија, кои загинаа во акцијата во Куманово. Покрај распространетото македонско знаме на тревникот и сликата на загинатите се палеа свечи и се молчеше. Се молчеше во знак на почит кон херојското дело на осумината кои прерано ги завршија животите бранејќи слободата, но се молчеше и во знак на сочувство кон семејствата кои доживееа голема недоместлива загуба. Тетово и Гостивар се простија од 4 сограѓани од вкупно 8 загинати. Собрани сме оваак вечерина во Тетово, во херојско Тетово, да им одадеме почит на оние 8 наши херои кои што го дадоа животот за Република Македонија, кои што се пожртвуваа себе си пред браникот на нашата татковина и на нашата слобода. Гордост е грев, но јас вечерва ќе кажам горда сум што сум од Тетово, а симптоматично или символично е тоа што нашето знаме има 8 краци. Тие беа 8 луѓе, 8 наши херои кои што го дадоа својот живот за Република Македонија. И не посакувам повеќе да има вакви работи. Значи сакам мир, слобода, сакам да бидеме слободни и да бидеме среќни затоа што живееме во оваа Република Македонија. 8 херои ќе светат, како што светат овие 8 краци на нашето знаме, ќе ни го светлуваат нашиот пат кон подобро утре. Ви благодарам многу и слава им. Секој честен лојален на оваа македонска држава треба да иде да даде сочувство прво на загинатите и да даде поддршка голема на оваа наша полиција. Ние како навивачка група Војводи се организиравме да им дадеме чест на загинатите бранители кои ги положија животите за одбрана на нашата татковина. Слава! Во полициската акција за разбивање на терористичка група во Куманово, која траеше 16 часа, животот го загубија Жарко Кузмановски од Брвеница, Сашо Самуиловски од Тетово, Ненад Серафимовски од гостиварското село Зубовце, Исамедин Османи, Бобан Ивановиќ, Горан Илиевски, Љубиша Рангеловиќ и Горан Стоименовиќ, а 37 припадници на безбедносните сили беа повредени. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Вооружениот инцидент во Кумановската дива населба лошо ќе влијае на постојните бизнеси во државава и на најавените домашни и странски инвестиции, оценуваат експертите од областа на економијата. Ако за воопштата политичка ситуација велевме дека директно има влијание врз стопанството, општата клима која што не е воопшто погодна, и каде што опозицијата го третираше од свој аспект, дека тој што е надлежен за таа работа не го обезбедува добрата политичка клима во земјата, од друга страна позицијата виновникот го бара во опозицијата што наметнува такви нестабилни ситуации во земјава, ние како стопанственици го трпиме зијанот, што се вели на некој начин. Но со дадената ситуација, каде што директно веќе е одговорноста на владата за да обезбеди добар живот и стабилна, бар по основна овие настани, која што е директно одговорна за таа ситуација, сметаме дека уште поголемо се осложнува работа. Ако едното влијаеше врз инвеститорите, ова директно влијае и врз самите луѓе на нашата земја, каде што видовме со една мала акција се пополнија граничните премини и се враќаат некои стари филмови каде што отвараат разни апетити на разни луѓе кои што не ја сакаат доброто и на земјата, ниту пак на нашите граѓани. Јас мислам дека штетата е огромна по сите основи и треба што е можно подобро и побрзо да се донесе едно решение
каде што ќе бидат инволвирани сите чинители. А најповеќе ја мислам дека тука треба и гласот на народот да се слуша, не да се остави само на дел од политичарите и покрај изгубениот кредибилитет да не представуваат уште повеќе. Ние бевме во преговори со странски инвеститор кој што требаше заедно со нас да инвестираме во слободната економска зона. Едниот така беше намера. На другиот му беше намерата надвор од стопанската слободна зона, но и двајцата се откажа. И тоа се откажа откако пред 2 месеца почна да се консултираат со нивните, да речеме, матични амбасадори кои што се во нашата земја. И од тогаш, ако пред тоа се слушавме бар неделно еднаш и се гледавме, више 2 месеца само по телефон сме се слушале еднаш и останата е работава, значи не е до крај, пошто интересот е она што е над се, но сепак безбедноста е на прв план. Со парите собрани од неодамнешната хуманитарна забава на волонтерите од Црвениот крст Тетово се обезбеди дел од градежниот материјал за изградба на новата куќа на семејството Ристовски од Циричино. Ако се оди според очекуваното и во зависност од донациите, членовите на ова семејство ова лето ќе се вселат во нов дом. Интензивно се работи на изградбата на новата куќа на семејството Ристовски од Циричино. Неодамнешната хуманитарна забава, организирана од волонтери на Општинската организација на Црвениот крст, во рамки на проектот за промоција на хуманите вредности, им ги обезбеди најнеопходните градежни материјали за да се продолжи со градежните активности. Пристигна втората донација од 7 блока цигли и една палета цемент од 35 вреќи. Значи голема благодарност до Црвен крст, тимот од земјоделското училиште кои се вклучија премногу ученици што направија хуманитарна забава да се собера средства. Средства се собрале во износ од 10.000 денара. Им благодарам на жителите од Тетово кои стварно несебично ја покажаа хуманоста и понатака продолжувам да транспарентно, честно, искрено да ја покажуваат хуманоста, не само за ова семејство и за другите кои во иднина се јавуваат кај нашето здружение, да ги помогнеме и поддржиме. За да се дојде до првата плоча недостасува уште градежен материјал. Председателот на невладината организација Градиме иднина Илија Јовановиќ ги повикува сите хумани луѓе секој во рамките на своите можности да помогне. Потсетува и на телефонските броеви за донации. Сега ни се потребни 4 камиони, непотребен песок, 4, 5, не знам како идат тие броевите, кои не се користи. Апелирам до сите компании, до сите мали фирми кои се од градот Тетово и од селата кои се занимава со црпање и производство и преработување на песок, ги молам да ја покажат хуманоста, да дојдеме до првата плоча. Потребни ни се кажав 4 камиона песок, без разлика кој да е и камења да се донесе, да дојде до едно ниво првата плоча да се постави. А исто се уште се потребни, значи 2,5 палети цемент, потребни се цигли со арматура за втората горна плоча да се крене, греди се потребни, летви, талпи, лиме потребно за да се покрие над плочата, да се направи еден скромен, ефтин, солиден покриј. Броевите за донации се од сите мобилни оператори, како што кажав на претходната изјава, 070 075 077 143 999, со еден повик донираат 100 денара плюс ДДВ за таа донација што ќе биде наменски. Со овие средства, доколку се соберат во најскоро време, што сакаме куќата за 2,5 месеци, дури и порано 2,5 да ја изградиме куќата, средствата ќе бидат наменети за работната рака, да се плати градежни материјали, да се набават крово, да се обезбеди целосен кој стварно е потребно и дај Боже да се понудат и работници за да ги намалиме трошоците да вложиме во ова. Што апелирам до градоначалникот Тони од општина Јегуновце, колку е во можност самата општина од нивниот буџет да и компании кои имат од на ниво на општината Јегуновце, го молам градоначалникот да им помогне на ова семејство, да се вклучи самата општина, самите вработени да се вклучат во оваа акција, да и они сами да донираат доброволен прилог кој колку може, да им се обезбеди лимот, талпите и така натака. Верувам дека градоначалникот ќе најде слух и разбирање, затоа што еднаш ќе ја покажа, но рече откако ќе се започне ќе помогне, дај Боже тоа што го кажа да вроди со плод и малце повеќето да се заангажират. Ако се оди според очекуваното и во зависност од донациите, семејството Ристовски од Циричино, кое цели 6 месеци живее кај соседите, ова лето ќе има нов дом.
Пребрзото возење е најчеста причина за сообраќајните незгоди во Полог. Првично, тоа е причина и за најновата сообраќајка на регионалниот пат Тетово-Грубчин, во која сериозно се повредени 2 лица. Неприлагодената брзина, односно пребрзото возење е најчеста причина за сообраќајни несреќи во Полог последниве неколку години, како и неправилно вршење дејствие. Поради пребрзо возење се случуваат чести излетувања од коловоз, удирање во заштитни огради или во други возила кои неретко завршуваат и со најтешки последици. Првично, неприлагодена брзина според условите на патот е причина за најновата сообраќајка, која се случила ноќеска околу 3 часот на регионалниот пат Тетово-Грубчин. Патничко возило БМВ со скопски регистерски таблици, во кое се наоѓале двајца скопјани на возраст од 36 и 44 години, загубило контрола, излетало од патот, неколку пати се превртело и завршило во блиската нива. Од излетувањето и превртувањето, двајцата скопјани на возраст од 36 и 44 години задобиле тешки телесни повреди и со возило на брза помош и друго возило пренесени се во Тетовската клиничка болница, а по укажаната лекарска помош таму префрлени се на скопските клиники. По овластување на јавен обвинител, извршен е комплетен увид на местото на излетувањето и се утврдуваат причините за излетувањето, кој го управувал возилото и се друго поврзано со оваа сообраќајна несреќа. Вкупната материјална штета се проценува на 300.000 денари. И на куминатиот месец, например, како резултат на пребрзо возење во Полог, се случиле 14 несреќи со тешки последици од вкупно 82. Билансот во април годинава е 44 повредени и 20 загинати лица. Меѓу пребрзите возачи, во значајна бројка се застапени млади без доволно возачко искуство или без положен возачки испит, односно валидна дозвола, појава која за жал продолжува и натаму. Полицискиот билтен на СВР Тетово бележи нелегална сеча на дрва во Гостиварско Трново. Во Гостивар лишена од слобода 26 годишна прилипчанка која се барала за издржување затворска казна. Нелегална сеча на дрва регистрирала полицијата во Гостиварско Трново. Вчера околу 15 часот вработени во македонски шуми, ватарот на ова гостиварско село, поточно во местноста Пеклиште, пронашле поголема количина огревно дрво кое со моторна пила било пресечено во периодот помеѓу 6 и 13 овој месец. Станува збор за 60 на метри кубни бука кои се наоѓале на 2 локации и биле подготвени за транспортирање. По пријавувањето на случајот извршен е комплетен увид, а дрвата се подигнати и однесени. Се преземаат мерки за расветлување на тоа кој ги пресекол и каде требало да се транспортираат, пошто ќе следуваат соодветни поднесоци, информираат од СВР Тетово. Ноќеска околу 4 часот на улица Илинденска во Гостивар со судска наредба лишена од слобода 26 годишна прилепчанка, која се барала за издржување едногодишна затворска казна за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Прилепчанката била во возило со гостиварски таблици што го управувало друго лице и по приведувањето и задржувањето денеска е предадена во казнено-поправната установа Идризово. На 16 мај во 20 часот во Центарот за култура Илјантески смок премиерно ќе биде изведена представата Вишновата градина на најпознатиот руски раскажувач и драмски писател Антон Павлович Чехов. Станува збор за урнебесна комедија и потресна трагедија во режија на Саша Серафимовски. На 16, значи сега у сабота у 20 часот Центарот за култура Илјантески смок за прв пат у овој град дело на најголемиот руски драмски автор Антон Павлович Чехов. Тоа е последното негово дело. Кратко и јасно кажано, една голема, огромна трагикомедија, значи небесна комедија и потресна трагедија, како што гласи слоганот на нашата театарска трупа која го работи Чехов. Тетовци ќе имаат можност да видат едно прекрасно дело, автентично дело, автентично од сите аспекти, значи сценографија, костимографија, музика, сценски ефекти и се што треба односно сите елементи што треба да ги има еден театар. Екипата е составена од доајените на Тетовскиот театар, од најстарите до најмладите, како и секоја представа, така и ова, значи има простори за дебитанти и за оние кои се
нели од помладата генерација, меѓутоа доста докажани во театарскиот живот во Тетово. Предизвик околу овој драмски текст. Па добро, тоа е директна аналогија на денешното време во кое што ние живееме, патем речено. Значи, драма која што ги отсликува општествените или неопштествените вредности, односно распад на вистинските вредности или пак кажано распад на еден систем во кој што горе-долу секој си го знел своето место таму каде што припаѓа, проникнувањето или пак генерално кажано доаѓањето на израз на медиокритетите во општество. Значи, немаме ништо против да не бидеме се погрешно разбрани, меѓутоа едно мало подсетување дека човекот низ сите овие векови наназад е човек и ништо повеќе. Значи, тоа е генералната поента е уствари дека бараме символика не преку личности, преку роља, туку преку дело. Едно е да видат театар. Тоа е една работа. Второ, да видат автентичен театар. Трето, да видат театарска уметност. И четврто, да се дружиме. Нели? Значи, сепак, моменталната состојба знаеме како е, јас не би го политизирал ова, меѓутоа, сакам да кажам дека ги поканувам тетовчани, очекуваме полна сала, чисто онака од дружба, малку релаксација. Јас, значи, го играм ликот на Љубов Андреевна, која представува собственичка на имотот и на Вишновата градина, околу кое е целото дејствие на представата. Љубов Андреевна е представник на аристократското општество во тоа време во Русија. Таа представува еден од водечките ликови во приказната и важен лик околу кој се развиваат останатите ликови. Љубов Андреевна представува жена која се одликува со комплексност и рационалност, гледано врз основа на нејзините емоции и однесувањето кое во суштина се основа на нејзината емоционална природа која е комплексна. Тоа што таа има еден комплициран пристап кон сегашноста и минатото, ја прави да ја одвлече самата приказна од една класична аристократска гротеска и да даде емоционална длабочина на целата приказна. Исто, како што нашиот режисер посочи, дека оваа тематика е безвременска. Значи има приказната дуална природа, од аспект дека едноставно аристократите не сакаат да го напуштат својот начин на живот, тој е општествен поредок, а од друга страна буржуазијата па и не толку и знае што понатаму ќе прави со тој материјален начин на живот. Класична приказна за промена на општествен поредок кој и е денеска актуелен. Јас го играм Леонид Андреевич Гаев, брат на Љубов Андреевна, човек кој што е во поодминати години, образован, интелигентен, паметен, со одредени пречки во својот ментален развој. Човек кој што го менува расположението во зависност од самите моменти што се случуваат, би рекол, на теренот. Болката за она што ќе се загуби, ја чувствува и се труди да помогне, дури и верува во она што сите други не веруваат. Меѓутоа, човекот секогаш треба да се труди да го постигне и она што навистина
не може да се постигне. Разделбата не само со имотот, туку и со делот од неговото семејство, со неговата сестра, со неговите внуки, ја доживува трагично, многу трагично, затоа што сепак покажува дека и покрај својот ментален недостаток, покажува дека е човечко суштество кое што знае што е добро, а што е лошо. За жал, денеска, се разбира и порано, и многу попаметни и скроз здрави луѓе тоа не го чувствуваат. Се надевам дека на публиката, како и досегашните представи што сме ги играле, ќе и пружиме задоволство да не видат во едно ново светло и се надевам искрено дека на крајот на представата аплаузот што ќе ни го дадат, ние ќе го заслужиме од нивното срце. За тие што нема да го гледа представата, мене многу ми е жал, еве режисерот Серафимовски може ќе има некоја реприза ако каже подруго. Иначе би сакал да кажем за свите што нема да присуствува на представа, навистина ќе биде жално затоа што ви гарантирам добра представа, а најголема гаранција за добра представа е усвои оваа екипа што е одека околу мене собрана сите. Ќе бидат присутни дека ќе уживаат сите, апсолутно ќе уживаат. Ја поканувам тетовската публика на 16 мај во сабота да ја проследи оваа представа. Длабоко се надевам и очекувам дека ќе се пронајде во темата на оваа представа, затоа што тетовчани се длабоко традиционални типови. Тие се врзуваат за нивните корени, за ова наше тетово. Темата на представата, всушност главната порака е се корените кои што едно семејство ги пушта на своето тло и за кои што се бори да не ги исече и си ги чува. Голем број домашни поети и автори од повеќе балкански земји се пријавиле за учество на поетскиот фестивал Литературни искри во Гостивар. Стручна комисија ќе одлучува за учесниците и за наградите. Голем број поети се пријавиле за учество на меѓународниот поетски фестивал Литературни искри во Гостивар, што ќе се одржи по повод 24 мај, денот на сесловенските просветители. Сепак конечната бројка ќе се знае по утрешниот ден кога истекува последниот рок за пријавување. Она што го прави специфичен фестивалот е тоа што авторите учествуваат на свој мајчин јазик, вели директорот на Гостиварскиот центар за култура Луан Зенки. Фестивалот е меѓународен, односно балкански, објавен е веќе, трае до 15 мај и ова е многу битно дека верувам дека ова ќе биде прв пат за еден литературен фестивал, да речем во Полошки регион, каде што ќе учествуваат секој на свој мајчин јазик. Користам прилика да им викам на големо благодарам на Министерството за култура што сватија дека ние со голема искреност и љубов ја работиме таа работа и затоа ова година сме поддржани максимум. Ке биде наградна, ке биде интересна, ке се одржува 23 и 24 мај. Мислам наградите не се многу битни, но многу битно ке биде трагите што ние сакаме да ги оставиме во нашиот град. Пристигнатите творби ќе ги разгледува стручна 5-члена комисија, која ќе ги одбере авторите што ќе учествуваат на манифестацијата. Најдобрите од нив ќе бидат наградени, а сите учесници ќе добијат благодарници и нивните песни ќе бидат објавени во заедничка збирка. Носител на поетскиот фестивал Литературни искри во Гостивар е Центарот за култура во партнерство со Сдруженијето Културен бран. Освен поетските читања и представување на творците, манифестацијата ќе биде збогатена со други интересни културни содржини.
Општинската организација на Црвениот крст Тетово и службата за трансфузиологија при Тетовската клиничка болница на 16 мај ќе организираат крводарителска акција во местната заедница Јанчиште на иницијатива на фудбалскиот тим Бобе Јуниор во чест на прерано загинатиот основач на истоимениот традиционален ноќен турнир. Крв ќе може да се дарува во периодот од 9 до 14 часот. Четворицата лидери на најголемите политички партии ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА, Никола Груевски, Зоран Заев, Али Ахмети и Мендух Тачи, денеска одржаа средба во просториите на клубот на пратеници. Средбата е на иницијатива на представниците на меѓународната заедница. Ова било компромисно решение за да се отвори диалог за решавање на политичката криза. Првично било предложено средбата да се одржи помеѓу Груевски и Заев во Брисел со посредство на европратениците Иво Вајгел, Едвард Кукан и Ричард Ховит, но поради фактот што Заев не смее да ја напушти државата, се случило средбата да се одржи во Скопје. На средбата да се одржи под координација на председателот Ѓорѓе Иванов не се согласила владеачката ДУИ, затоа што не го признаваат изборот на председателот. Председателот на ДУИ Али Ахмети денес во Скопје се сретна со специјалниот представник на ОПСЕ за Западен Балкан, амбасадорот Герард Стоудман, како и високиот комесар за правата на заедниците Астрид Орс. Во писменото соопштение од ДУИ се вели дека Ахмети изразил благодарност за конструктивниот придонес на ОПСЕ и меѓународната заедница за надминување на оваа многу тензична ситуација во Куманово. Ахмети побарал поголема соработка и регионална комуникација за сите прашања, бидејќи насилството и нестабилноста не се во интерес на никого. Председателот на СДСМ Зоран Заев, придружуван од заменик председателката Радмила Шеќеринска, денеска уствари средба со делегација на ОПСЕ, предводена од Джерард Стоудман, специјален представник за Западен Балкан. Председателот Заев посочил дека вистината што ја дозна целокупната јавност во Македонија ги потврди злоупотребите на власта кои што веќе се забележани и во извештаите на ОПСЕ, но и од други меѓународни организации. За четворица од демонстрантите кои беа приведени од страна на полицијата по протестите против полициската бруталност од 5 мај е покренато обвинение. За 9 мина се чека одлука од обвинителството дали ќе добијат кривична пријава. Информацијата ја потврдија и од Основниот суд Скопје 1, од каде велат дека наскоро ќе биде закажано и судското рочиште. Четворицата демонстранти за кои е покренат обвинителен акт ќе одговараат за учество во толпа што ќе спречи службено лице во вршење на својата должност. На тројца од нив им е продолжен притворот, а еден е пуштен со мирка предпазливост. Протестите против полициската бруталност кои ги организира движењето Протестираме се уште се одржуваат. Командантот на четничкото движење Дража Михаиловиќ е рехабилитиран со одлуката на Високиот суд во Белград во процесот кој многумина го оценуваат како историски. Со рехабилитацијата е поништена пресудата од 1946 година со која Михаиловиќ беше осуден на смрт кога му беа одземени сите граѓански права. Одлуката на судот да го усвои барањето за поништување на пресудата и рехабилитацијата на Михаиловиќ е конечна и не постои можност за жалба со оглед на тоа дека постапката има само една страна. Со ова одлука на Михаиловиќ му се вратени граѓанските права. Обединетите нации соопштија дека бројката на загинати во синоќешниот напад на талибанците на популарен хотел во главниот град на Авганистан се зголемила на 14 луѓе. Останатите 54 гости на хотелот Кабул Парк Палас биле спасени по завршување на неколку часовната опсада. Меѓу нив имало 45 странци. Мисијата на Обединетите нации во Авганистан соопшти дека нападот се случил додека имало културен настан во хотелот. Председателот на Бурунди демантира дека бил отстранет со пуч, како што претходно вчера соопшти владата, наведувајќи дека председателот е бил соборен од власт од армиски генерал кој бил отпуштен во почетокот на годинава. Сепак останува нејасно дали тој ќе се врати од Танзанија. Во Бурунди во изминативе денови дојде до улични протести откако нивниот председател изјави дека ќе се кандидира за уште еден трет мандат на таа функција.
Бројот на загинати во вчерашниот пожар во фабрика за обувки на Филипините се зголеми на 72. Спасувачките екипи извадиле 55 жртви од под руините на адвокатната зграда во предградие на главниот град Манила. Останатите 14 настрадале на вториот кат, не можејќи да скокнат поради металните решетки на прозорците. Железничката линија на која возот на компанијата Амтрак во САД излета од шините и притоа загинаа 7 лица не била управувана и контролирана со најсовремена безбедносна технологија, што има за цел да го спречи излетувањето од возовите од шини при висока брзина. Истрагата на причините за несреќата на возот едва и да е почната. Претходно британските медиуми соопштија дека возот се движел со брзина од над 160 км на час или приближно 2 пати над дозволената брзина за оваа делница од железничката линија. Денеска имавме претежно сончево време со локална облачност и потопло, но ветровито. Температурите се движеа од 11 до 29 степени Целзиусови. Утре не очекува претежно сончево време со локална облачност, попладне со зголемување на облачноста. Температурите ќе се движат од 14 до 32 степени Целзиусови. Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на регионалните вести. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.